Благодарам, почитувам подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, представници од владата. Прво, платите мора да растат, затоа што се најниски во Европа и се добар момент младите, покрај тоа што имаме нестабилна држава, да бегаат од оваа држава и да ја напуштаат за секогаш. Платите мора да растат затоа што имаме и галопирачка инфлација, особено во делот на храната и енергијата, онамо каде што се погодени најсиромашните. Но за да растат платите, мора да расте економијата, а не криминалот во оваа држава. Народот во Република Македонија живее во сиромаштија. Над 500.000 граѓани на Република Македонија живеат во тешки услови. Многу граѓани, многу семејства не можат да си ја дозволат потрошувачката кошничка која изнесува 35.812 денари. Тоа се фактите од кои не смееме да бегаме и треба да се засрамиме пред да почнеме да се фалиме дека нешто добро правиме. Последни, меѓу последните сме во Европа. На почетокот да расчистам. Овој закон за минимална плата ќе го поддржиме, лично јас ќе го поддржам, затоа што било каква помош во оваа држава е добродојдена. Дури таа помош да биде и селективна, ќе ја поддржам затоа што ако овие пари не ги насочиме таму, владата многу лесно ќе ги потроши за луксузирање и криминал. Реагиравме со амандман на овој закон на минимална плата со цел да укажеме од потребата доследно почитување на материјалните закони и колективните договори. Затоа што не е доволно само да се донесе законот за минимална плата. Мора минималната плата да се усогласи со колективните договори. Исто така, многу битно, јасно искажувам потребата да му се помогне на македонското стопанство во овие тешки времиња на економска и енергетска криза. Наспротив било какви оптоварувања со други проблеми на стопанството. Без стопанство, оваа држава ја носиме во амбис. Ако не работат фирмите, нема да опстои ни државата. Ова ви го потенцирам, за да не биде касно. Ги повикувам економските тимови на владата да се спуштат меѓу фирмите, меѓу стопанството, меѓу реалното стопанство и да се соочат и да ги видат реалните проблеми на македонското стопанство. Сметките за струја се енормни, а се силен инпут во многу дејности од нашето стопанство. Кога одбивте да го прифатите амандманот, односно кога Министерството за труд и социјала јавно кажа дека не се затвора кругот со минималната плата во однос на скалестото зголемување на платите на цела јавност и стана јасно дека станува збор за популизам. Затоа што платите ќе растат само до 18.000 денара. Сите останати не се опфатени со овој закон, односно се оставени на милост и немилост на владата. А веќе знаеме, во многу гранки, образование, УПОС и така натаму, не се почитуваат колективните договори. Тоа значи дека нема да има скалесто зголемување на платите во јавниот сектор. Што да се каже за влада која сама не ги почитува законите? Зошто да им веруваме, зошто да ја поддржаме владата која ги крши законите? Актуелни се темите во образованието,
а колективниот договор во самото образование не се почитува. Наместо 15.000 минимална плата и сегашните предложени 18.000 денара да бидат основица за пресметување на бодот за минимална плата, таа е некаде основица 10.000 денара и настанува урамниловка. Ги повикувам синдикатите, иако гледам дека се свесни за тоа што и се случува, овде мора да има реакција. Затоа што не смееме да дозволиме владата да ги изигрува законите во оваа држава. Што ќе се случи ако владата не ги почитува законите? Како останатите граѓани да ги почитуваат? Затоа одговор на ова што ни се случува денес е гол популизам. Смешни се изговорите дека се решава сиромаштијата во еден сегмент. Да, минимално, и затоа ќе го поддржиме овој закон, меѓутоа, реалноста со сиромаштијата во оваа држава е следнава. Во Република Македонија има 327.000 пензионери. 70% од пензионерите земаат помала пензија од 18.000 денара. Ако тоа ви е реперот за некаков минимум. 35.500 семејства земаат социјална помош. Таа социјална помош излесува од 4.000 до 10.000 денара за петочлено семејство. Тоа се 2.000 денара месечно за еден социјален случај. Вработени на скратено работно време, 40.000 вработени не земаат цела плата, затоа што се пријавени на половично или скратено работно време. Во државата имаме 130.000 невработени. Во државата имаме ставка специфична само за Македонија. Неактивно население што не знаеме што прави. 750.000 граѓани на Република Македонија ги нема никаде. Катастрофална е состојбата и со земјоделието. 100.000 регистрирани земјоделци. Но, овде се ангажираат цели семејства за работа на тие земјоделски стопанства, индивидуални. Ако 4 члена има просечно семејство, просечната плата 23.000 денара во земјоделието, кога ќе ја поделите на 4 во семејството, изнесува само 5.000 денара по човек. Тоа е сиромаштијата, тоа е реалноста во Република Македонија. Стопанството ни кубури. На удар ќе бидат текстилната, кожната индустрија. На удар ќе биде и целото стопанство, затоа што стопанството има проблеми со митото и корупцијата од владата на Република Македонија. Има проблеми со разноразни инспекции, има проблеми со економската криза, има проблеми нашето стопанство со енергетската криза. За каква борба против сиромаштијата станува збор? Со 15 милиона евра ни оддалеку нема да го решите проблемот со сиромаштијата во Република Македонија, туку само да излезете со нешто дека работите. Вие во суштина само правите диктат да мора да се следи минималната плата од тие што можат и тие што не можат. Од народена влада кој треба друг да ги плаќа сметките. Дајте конечно со декрет, зголемејте, утре кажејте дека просечната плата е 500 евра и да завршиме со овие циркузијади кои ги правите во Република Македонија. Благодарам. Реплика, Братеничка.